Вечерва во Резе е доктор Нинко Костовски, универзитетски професор, консултант и, јас би рекла, и реализатор на многу проекти. Можам ли сега, во овој трет дел од моево вечерашно Резе, малку да ве прашам, кој владее со светската економија? Нели авторите на светските заговори велат дека тоа се потомците на 4 до 5 семејства во светот и новосоздадените политички тајкуни во Русија, Бразил и Мексико. Кој владее со светот? Владее капиталот. Интересен е овој тренд, затоа што повторно враќање кон природните богатства, кон храната, кон житото, кон нафтата, не се очекуваше. Право да ви кажам, не се очекуваше. Ние мислевме дека влегуваме во ера на компјутери, на информатика, на знаење. И така се развија. Европа ги практично го затвори фабрики. Че живеат од финансиски сервиси, од услуги и така натаму. И од еднес са БРИК. И кој се овие БРИК? Што се овие БРИК? Епа БРИК користат природни ресурси. Се враќаме повторно, значи кругот се затвора. Оно што реков. Никогаш нема во економијата црно-бело. Како се вели, водечка е американската... Американската, не знам, Джеймс Бейкер вчера што кажав. Но се повеќе БРИК групата, во која се нели Индија, Русија, Бразил, Кина? Па да, меѓутоа, Соединените американски држави успеваат уште да си го... Доларот е се уште светска валута. Они се многу позадолжени од многу европски држави, ако земете внатрешниот долг на Америка, кој што е долг и... Тој истовремени долг надвор, бидејќи имате повеќе долари во Кина, него во Америка. Значи, проблемот со доларот е сега проблем на кинезите кои што имаат многу долари. Кој владее со светот? Владеат корпорациите, фактички. И сега позади тоа би повеќе спекулација. Иако сум ги читал јас овие книги, теорија на заговори и така. Нас на Балканците, како екс-комунистички држави, многу ни легаат тие теории на заговор. Од научен аспект би рекол дека ние сме култура со така наречена екстерен локус на контрола. Постојат концепт, така наречен во менеджментот, кај ти е контролата. Дали си ти повеќе карактер кој што сметаш дека она што ти се случува во животот е резултат на она што ти правиш, сам себе си, или некој друг ти прави, како вика србите, ти радио глави. Кај нас е карактеристичен тоа, значи дека теорија на заговори. Сега, ако ти си вакви какви што сме, никако да станеме дел на таа светска економија, како да се вклучиме, е сега најубаво не е проблемот во нас, проблемот е таа теорија на заговор дека некој работи. Иако не значи дека нема концентрација на капитал, апсолутно. Во Америка 3% од населението ги контролира природните богатства, па тоа уште од Парето, неговата Вилфредо Парето бил прв економист кој тоа го открил пред 500 години. Го направил тоа Парето правило, дека концентрацијата во италијанските семејства на целиот бизнис е во многу мал број на семејства. Така е, тоа е реалност. Светот дефинитивно сепак е поделен меѓу богатите и сиромашните. Сега дали ова филантропство кое е познато, е типично за Бил Гейтс и неговото друштво, станува една нова капиталистичка етика на прераспределбата, или пак и тука исто така се гледа и се крие една економска логика да порасне за стандардот, за повторно да се прошири пазарот, нели, на потрошувачката? Па, нема ништо лошо во тоа. Основно е дека филантропството, например, конкретно, ако земеме, например, Microsoft има, тотално Мелинда Гейтс има фондација која се занимава со финансирање на дејности кои што и државата не ги покрива доволно, или меѓународните организации како Обединетите нации и нивните агенции не ги покриваат доволно. И сето тоа се гледа преку брендот, пошто Бил и Мелинда Гейтс самите брендови, самите за себе покрај Microsoft, индиректниот ефект врз како се гледа Microsoft ќе се подобри, бидејќи Microsoft од друга страна пак го гледаат како монопол кој што злоупотребува своја положба. Монопол во Америка, во Европа неколку пати Microsoft имаше проблеми со европските регулатори дека не ги дава кодовите на малите корпорации кои што сакаат да прават сателитски технологии. Сега има Microsoft, сега се соочува со сличен проблем во Европа, во неговата борба против Google. Сега он смета дека Google го прави сличното со тоа што ограничува YouTube пристап
и на него и дека на тој начин ги повредил правата на корисниците на Microsoft софтверските програми. И сега, пошто има такво искуство дека еднаш го суделе во Европа, сега таму оди, наместо да оди во Америка, оди во Европа да се суди со Google, затоа што мисли дека подобро ќе помине. Сега, никој не ги сака тие големите. На запад има, во англичаните има така наречен концепт underdog. Значи, кучето го доздола. Кога се тепаат две кучиња, на која страна се симпатиите? На тоа куче што е доздола. Значи, никогаш нема луѓето да развијат симпатии према еден огромен Microsoft. Секогаш ќе имаат симпатии кон Facebook, кон Zuckerman, кон Skype на овие од Литванија, од Естонија, на некои нови предпријатија. Тоа е најнормално. И сега таа филантропија е дел и резултат на тоа желбата да се исчисти името на големата корпорација, колку е можно. А инаку, сериозни пари се упатуваат од тој дел и нема ништо лошо во тие желби. Но сепак... Интересно е едно. Најновите анкети, значи она cutting edge, да речем, не анкети, него теории. Велат дека теоријата на класичната економија, дека се тежи кон еквилибриум, дека развиените ќе ги стигна, дека не може да се развиеш безкрајно, дека после една извешен период на развој ќе достигнеш оптимум на развој, ќе почнеш да идеш надолу, а овој што иде нагоре ќе те стигне и така натаму всушност не важат. И дека во животот побогатите држави ќе бидат секогаш уште побогати од посиромашните, корпорациите кои што како Microsoft се воспоставиле ќе бидат уште поголеми диносауруси во индустријата, побогатите држави и региони ќе бидат поуспешни. Може би да не ни се бендисува, ама разликите ќе растат.